Надлежната агенција за цивилно воздухопловство нема да превземе ништо за пропустот на компанијата ТАВ во однос на случајот со Сашо Мијалков, откако српските медиуми открија дека Мијалков државната граница ја поминал со оружје во багажот, а ТАВ ја призна грешката. Директорот на агенцијата вели: Агенцијата за цивилна и воздушна пловидба ќе преземе мерки тогаш кога ќе добие официјален допис за случајот. Досега од ниедна институција не пристигнала официјална информација, а кога ќе пристигне, тогаш ќе излезат инспектори кои ќе извршат увид. Пропустот со пиштолот на Мијалков го запали црвеното светло за спроведување на безбедносните процедури на македонските аеродроми. Дел од медиумите пишуваат дека загриженост за безбедноста има и кај дипломатите кои сметаат дека меѓународните аеродроми не можат да веруваат во безбедноста на Скопскиот Александар Велики. Дел од експертите велат дека иако според соопштението од ТАВ станува збор за изолиран случај, сепак загрижувачки е што обезбедувањето не постапило по протоколот кој важи за секого. За тој сериозен пропуст треба да има одговорност. Овде станува збор за изолиран настан, но за битно нарушување на безбедноста и на патниците и на воздушниот сообраќај, но од друга страна станува збор и за неефикасно или несоодветно обезбедување од страна на надлежните служби на аеродромот. И од тој аспект овој настан мора да биде санкциониран, и тоа и по однос на сторителот и по однос на обезбедувањето на аеродромот. Самиот Мијалков во однос на случајот изјави дека се работело за ненамерна грешка, но за случајот досега не реагираше јавното обвинителство, бидејќи според законот предвидени се глоби од 500 до 1000 евра за неовластено пренесување на оружје преку граница или казна затвор до 1 година. Помолкот на домашните институции и српските медиуми продолжија со објавување на нови детали, па така весникот Ало напиша дека македонските власти се обиделе да ургираат кај српските Мијалков да биде пуштен без евиденција на аеродромот, но тоа не го дозволило српското обвинителство. Српскиот весник откри дека во рачниот багаж на Мијалков бил пронајден пиштол, муниција и хирушки ракавици.